ново издание на ОКО. Гости во оваа емисија се универзитетските професори Томе Батковски и Трпе Стојановски. Господа, добре дојдовте во ТВ Нова. Добре ве најдовме. Тема е безбедноста, почнуваме веднаш. Првото прашање кое би било исто за двајцата гласи: ако ризикот по безбедноста на државата го оценувате со најнизок 1 до школска 5, каква оценка би дале? Повелете, Стојановски прв. Меѓу 2 и 3. Многу сте строг или сериозна е работава? Живееме во едно турбулентно време во кое што се соочуваме со многу предизвици, а каде што исто така одредени моменти кои што се опфатени во извештаите на Европската комисија, во извештајот на Прибег говорат каде сме. Така што владењето на правото и едноставно спроведувањето на законите на квалитетен начин упатува на ситуација дека многу нешто треба да се подобрат во однос на оваа состојба која што имаме денес. Професор Батковски? Па видите, јас повеќе би сакал да кажам дека станува збор за причинско-последични односи. Значи, се зависи од тоа како надлежните институции на внатрешен план и на надворешен план ќе си ги реализираат поставените задачи од аспект на безбедноста на државата. Значи, за тоа ќе зборуваме сигурно и подоцна. Сите оние елементи што значат дезинтеграција или може да значат дезинтеграција на државата, во поширока смисла загрозување на државата, доколку навреме се откријат, се оценат, се анализираат и доколку надлежните институции си ги преземат своите уставни и законски надлежности, тогаш и ризикот ќе се намали. И обратно, доколку не се направи добра проценка, не се преземат потребните активности навремено, квалитетно и ефикасно, тогаш може и не само во нашава држава, тоа важи за секоја држава, одредени состојби да ескалираат, како што е кај на случајот со веќе подолготрајната политичка криза. Тоа е една општествена законитост и во безбедносната сфера. Значи, едно загрозување, еден безбедносен проблем, ако навреме не се детектира, не се открие неговата структура, не се откријат неговите носители и тенденции, тогаш навреме не може ни да се преземат потребните, како викаме во пракса, мерки и активности, за да се одредена безбедносна состојба насочи во посакуваниот правец. И обратно, доколку кризата се развива, таа има своји фази и може да дојде до ескалација. Според тоа, се зависи од тоа како надлежните институции на државен план ќе се постават во однос на сиве овие проблеми за кои очекувам да зборуваме денеска, но исто така исклучително е важно како факторите од областа на безбедноста од надвор ќе действуваат во насока на Република Македонија, вклучувајќи го регионот, се разбира, но имајќи ја во вид и Европската Унија и НАТО. Во овој контекст, од каде демне поголема опасност? Од внатрешен судир или од црно сценарио кое се однесува не само на Македонија, туку и на регионот? Па ако сакате во таа смисла и колку во оваа фаза, каква што е сега, состојбата чувствителна, сме ранливи на терористички напади или пак отпорни на новиот предстоен сериозен голем бранд на мигранти кои се најавува? Тоа се фактички прашања. Тоа се фактички прашања и зависат од конкретните однесувања. Мислам, да се разбираме тука. Например, не може однапред да се каже ранливи сме до тој степен или до оној степен. Се зависи од тоа кога ќе се скенира, а тоа е работа на надлежните институции, конкретната ситуација. Например, доколку хипотетски се, прашањето го поставувате хипотетски. Еве, да тргнеме. Ако политичката криза, која е прилично долги години веќе во Македонија, излезе надвор од рамките на политичкото, зашто постои реална опасност, тогаш кризата може да ескалира и тогаш буквално да дојде во ситуација државата во одредени процеси на буквално загрозување на нејзината безбедност по неколку аспекти. Околу црните сценарија што зборувате. Факт е дека на Балканов последниве месеци
се употребува зборот сценарио, тој баш не е соодветен, меѓутоа се јавуваат одредени процеси кои навестуваат повторно преземање одредени екстремни активности во рамки на решавање на конфликтите. Почнувајќи од Босна и Херцеговина, каде што состојбата е прилично сериозна сега, од познатите постапки околу барањето ревизија на одлуката, пресудата за геноцид во Србија, знаете до што е доведено. Таму е прашање сега колку институциите воопшто и дали ќе можат на ниво на Босна и Херцеговина да ги извршуваат своите редовни задачи, доколку представниците од една федерална единица ги се повлечат од своите места на ниво на Босна и Херцеговина. Посебно има и барање за отварање нов државен ентитет. Така што едно многу сериозно прашање, прашањето Косово-Србија, односот Косово-Србија. Знаете дека и тоа многу прашање кое ги затегнува односите. Ево, денеска треба судот во Франција да донесе одлука во однос на Харадинај. И веќе од одредени сили во Косово се навестуваат екстремни акции, доколку судот француски донесе одлука за негово екстрадирање во Србија. Директна најава за влошување на односите. Понатаму изјавата на доскорешниот представник на Бугарија Плевнелиев во однос на македонизмот, како обично се Токму тоа сакав да во продолжение да цитирам некој. Значи зборот ми е дали сиве овие тенденции, ги има уште, можеме да зборуваме, вклучително и развојот на ситуацијата во Сирија и Ирак, ескалирање на таа ситуација, бидејќи смирување се уште нема. Со можност да се зголемат брановите и на бегалци. Се разбераме, и на терористи, и на бегалци. Терминот сценарио не е најсоодветен. Да. Кој тогаш ги креира овие тензии? Дали се тие, како да речам, автентични, самостојни, родени внатре? Тука има еден сплет, микс. На Балканот се отварате една, за мене, многу интересна тема. Сум ја третирал повеќе пати. Секој безбедносен проблем има своја историска димензија и своја современа димензија. На Балканот, и не само на Балкан, но во случај зборуваме се за Балканот, каде вклучително и за Република Македонија, во историјата има одлична подлога за развивање на разни екстремни сценарии. На национален, на етнички и на верски план. Професоре, сега ве молам, запамтете мислата. Ќе ве подсетам на една анализа на Гардиан и ќе прашам професорот Стојановски за коментар, а потоа ќе го довршите одговорот. Една анализа на Гардиан, објавена неодамна, вели дека Балканот ќе биде првата посериозна главоболка за новиот американски претседател Трамп. Написот се осврнува на состојбата во Босна и Херцеговина, која веќе професорот Батковски ја елаборираше накусо. Се вели дека исто се подсетува и на барањето на Република Српска за референдум за независност. На Косово се анализира состојбата во Митровица и можните компликации по однос на оние последни инциденти предизвикани од возот или некои изјави што дојдоа од Белград и од Приштина. Потоа во однос на Македонија се споменуваат тензиите во контекст на обидите на СДСМ да формира влада со албанските партии. Професоре Стојановски, ќе може ли Трамп без кафетин да го стимне Балканот како регион од агендата на од фокусот на американската надворешна политика? Мислам дека она што денес се случува на Балканот има своји реперкусии со настаните кои што се случуваа не само при крајот на минатиот век, но и поназад. И многу од прашањата кои што имаа своја ескалација, не до крај или не целосно се затворени. И тоа е всушност причината зашто Балканот повторно избива во фокусот на интерес и на големите сили, во случајот веројатно и со новата администрација во Америка. Меѓутоа, од друга страна, пак денес се соочуваме на Балканот и со актуелни моменти, со актуелни настани, кои што се поврзани во еден дел и со корупцијата, и со многу мекото или, би рекол, различно спроведување на владењето на правото, на начин на кој што продуцира некои други негативни нус продукти. И од таа причина, веројатно, конкретно за Македонија? Говорам за Балканот. Говорам за Балканот, бидејќи владењето на правото е
меко ткиво во скоро сите земји од Хрватска надолу. И во тој дел можеби не е само коинциденција што сето тоа се случува во овој период кога интересот на Русија се повеќе нараснува и за овој дел од Европа, а од друга страна Америка и пред се Брисел, кои што се присутни тука подолго време и се обидуваат стабилизирачки да действуваат. Но ќе ве потсетам уште на една изјава на поранешниот државен секретар на САД, Џон Кери, дадена пред точно 2 години во февруари, односно крајот на февруари 2015-та. Кери во една пригода, обраќајќи се пред Сенатот, рече: кога станува збор за Србија, Косово, Црна Гора, Македонија и други, Грузија, Молдавија, спомна уште неколку земји, тие се на линијата на огнот. Рече Кери како одговор на прашањето на еден сенатор за растечкото влијание на Русија во овој регион од Европа. Токму после тој говор и особено денес... Прашањето ми е, владењето на правото е еден проблем со кој се соочува регионот, но линијата на огнот која се исцртува и исцртуваат големите сили е нешто друго. Линијата на интерес е нешто на што малите земји многу малку може да влијаат. Меѓутоа, за полесно да ги пребрадат сите тие состојби е многу важно ако постои кохезија, ако постои професионалност, ако постои визија за она што малите држави може да го направат и во тој дел да покажат потенцијал и капацитет да ги спроведуваат законите на квалитетен начин. Дополнителна, би рекол, отежителна околност е покрај тој интерес на големите сили, всушност и слабиот капацитет на државите да одговорат на предизвиците ги прават повеќе ранливи. И тука всушност е опасноста таа криза да понира во сите делови на општеството, на системот. Тука постои опасноста таа криза да се одоматини и многу потешко да се менува. Така што малите држави немаат голем избор, бидејќи тоа се должи на нивните перформанси, капацитети. Меѓутоа, може многу повеќе да направат ако имаат визија што е нивни приоритет и како да го остварат тој приоритет. Секако барајќи пријатели и во Европската Унија и во партнерите кои што покажуваат пријателство. Добро, како на безбедносни експерти, двајцата сте професори кои предавате на факултетот за безбедност и се занимавате директно или индиректно и теоретски и практично со безбедноста, ви звучи изјавата на американски конгресмен, сега најнова, и тоа е еден од повлијателните, дека Македонија треба да се подели. Како ја доживувате таа изјава и како ја толкувате? Знаете, меѓу конгресмените може да има луѓе со лоши идеи или да не кажам со отсуство на капацитет или потенцијал за реално да ги перцепираат нештите. Или анализата на поранешниот британски дипломат и разузнавач кој оди на истата линија дека формирањето на голема Албанија е незаобиколен процес кој трае во изминатиот период и дека тоа ќе дојде во контекст со прекројување на границите. Вака конгресменот што ја даде таа изјава подосна ја повлече изјавата и се извини. Рора Бакер. Тој се извини за таа изјава, званично се изјави, се извини. Не се извини, се обида да ја дообјасни на некој начин. Да се дообјасни, па... Тоа се дипломатски се вика дообјаснување, всушност се извини, дека не мислел така, дека бил погрешно разбран. А Тимоти Лес, бившиот припадник на Министерството за надворешни работи на Велика Британија, излезе со една теза која не е нова. Во смисло дека создавањето на чисто национални држави ќе ја смири создојбата на Балканот. Во смисло на Хрватска, проширување во делот на Босна и Херцеговина, Србија, проширување во делот на Босна и Херцеговина, Албанија, проширување во делот, веќе таа е проширена во делот на Косово и сега во Македонија, со што ќе се смири ситуацијата и ќе се смират тие тензии, она што кажав јас во историјата, ако сакате да најдете извор, ќе најдете на Балканот и да го подпалите, народот што би рекол, многу лесно тоа може да го направите. Тоа се направи 92 година. Всушност и во проценките претходно на Југословенската служба, безбедносна и разузнавачка, јасно стоеше од пред 50 години, дека со развојот на национализмот може да дојде до распад на тогашната федерација, што и се случи. Ова на Тимоти Лес е само една, мислам јас, фрлена визија, за да се види како ќе се реагира. Зашто? Не се овие нови тези. И да не заборавиме дека во Втората светска војна територијата на сегашна Македонија беше поделена помеѓу фашистичка Бугарија и фашистичка Италија.
дело што беше под фашистичка Италија, потоа го презеде Втора Призренска лига, кога капитулира Италија во 1943 година. Значи не се нови тези, само сега се реконзервираат заради одредени потреби од нивен аспект. Ние не може да очекуваме дека за македонските интереси странските фактори ќе се грижат повеќе отколку што треба ние во Македонија. Можеме ли да ги пресретнеме, да ги грижиме. предвидиме и да ги толкуваме? Апсолутно можеме. Како не можеме? Сега ви кажав дека тие проценки беа правени пред 50 години. Не е тоа ништо ново. Овие насоки што се случија 92 година и сега што се случуваат. Апсолутно се беа предвидливи, како не. Со тоа што... Добро, но зошто Тимоти Лес се огласува токму сега? Зашто се огласува токму сега, тоа е прашање за кое може неколку одговори да се постават. Едно е, би реков, да се опипа пулсот во сиве овие држави пред одредено преземање на одреден странски фактор. Второ, може да биде конкретно залагање за формирање такви држави. Вие знаете таа позната салфетка на Фрањо Туџман со поделбата на Босна и Херцеговина помеѓу Хрватска и Србија. Тој имаше обичај да каже малку на Хрватска да и направиме стомак, нели, како е географската карта во Босна и Херцеговина и дека таму ќе се реши тоа прашање. Сега, старово прашање, пак старо што е околу Македонија, не е ништо ново, но тоа безбедносните служби и на ниво на државна стратегија апсолутно треба да се процени многу длабоко. Повеќе пати тоа го истакнувам, уште од 1991 година. Тогаш пишува в ЗОВА дека може да дојде до нови импликации на безбедносен план како резултат на тоа што од поранешната Федеративна социјалистичка Југославија се одвоја државите, во случајот и Република Македонија. Дали последните настани во Македонија се во контекст на едно вакво, вие рековте сценарио е можеби не најсоодветен збор, но еве на некоја таква приказна? Па еве, само да ја довршам реченицава. Од каде тргнав во таа своја теза? Затоа што дојде до реконзервирање на стари националистичко-експанзионистички шеми против Република Македонија или спрема Република Македонија и македонската нација. И тоа беше за очекување. Зашто беше за очекување? Затоа што, излегувајќи од Југословенската федерација, Република Македонија немаше воени и безбедносни перформанси толку силни, наспроти овие шеми што се реконзервираат, значи се извадија од конзерва, и во таа смисла сега, директно кога почнав со Плевнелиев, таа е стара теза на бугарските националисти. Не е нова теза дека не постои македонска нација и дека не постои македонски јазик. Тој тоа го кажа директно. И затоа тоа беше витина закана, тоа тие го викаат македонизам. Значи дека со македонизмот не може Македонија да влезе во Европска унија. Тоа е веќе и закана во актуелнава ситуација. И вие знаете дека и во Европската унија бугарската и грчката страна дуваат во исти кавал. И не само Плевнелиев, ќе ве потсетам на изјавата на Дачич, кој рече дека македонците ни забија нож во грбот, мислејќи на признавањето на Косово. И на гласањето на УНЕСКО. Да, во однос на Косово е тоа. Потоа, не да завршам најконстантен во таквите провокации, последна беше онаа дека Македонија шири иредентизам и ја фалсификува историјата. Значи, го спомнавте Плевнелиев, Дачич, во Тирана се создава нова платформа која албанските партии ја поставуваат како услов овде. Еди Рама е константен исто и многу често дава изјави од таму. Зошто токму сега? Тоа е прашањето. Не е тоа ново и не е сега. Сега е една пројава. И не е сега, затоа ви кажувам. Во програмите на голем албанските националисти, програмата за етничка Албанија, постојат повеќе од 100 години, од првата Призренска лига. Не е ништо ново тука. И во она што јас го викам територијален хомогенитет на голем албанскиот национализам, се подразбираат териториите за кои албанските националисти тврдеа, пишуваат, тврдат и сега, дека историски припаѓаат на албанците. И дека исклучиво историско право на тие територии имаат албанците. Тоа е суштината на голем албанскиот национализам. И според тоа, ако го гледате овој континуитет за кој ви зборував, токму ќе дојдете до овој заклучок, што сега вие не заклучок прашање зашто сега. Не се сега. Сега е една форма сам. Ме разбирате? Кога партии кои се во рамките на македонската држава
се разбираме, кои треба го почитуваат и уставот и законите, прават платформа за свој настап и подпишуваат кај премиер на друга држава и во главниот град на друга, по случај соседна држава. Дали се разбираме сега? Како тоа да се разбере? Тоа ве прашувам, освен како провокација. Прво, не само провокација, тоа сум го кажал во едно друго интервју, тоа е директно мешање во внатрешните работи на Република Македонија. И тогаш реков и сега ви кажам, бидејќи ми прашувате, мораше од нашето Министерство за надворешни работи на тоа да се одговори со остар демарш. Не само во случај за оваа платформа, утре можеме да имаме и бугарска платформа, грчка платформа, ме разбирате, не знам каква платформа. Значи, мора нашиве државни органи да реагираат државнички. Тоа е надвор и од Виенската конвенција за дипломатски односи, надвор од меѓународното право, ме разбирате. И прескако ме прашате, затоа ви кажав, многу е битно како нашава држава преку своите надлежни институции ќе реагира на одредени настани кои може да ја загрозат низината безбедност. Мора да се реагира правовремено и мора да се реагира соодветно на нападот. Во случајов не се работи за воени напади и за вооружени, но се работи за директно мешање во внатрешните работи во случајов на Република Македонија. Не реагираа надлежните институции во Македонија, немаше осуда ниту од меѓународната заедница, спомнавте Виенската конвенција. Јас да ви кажам нешто. Ние исто стално го истакнувам. Ние мора да соработуваме со меѓународната заедница без никаква дискусија. Меѓутоа истовремено мора да водиме сметка за нашите државни и национални интереси. Тоа го прави секоја сериозна држава. Соработката не значи дека треба да отстапуваме од нашите витални државни и национални интереси. Тоа се две многу битни работи. Значи, затоа треба квалитетот да се подигнува на ова поле и да се одговара правовремено и соодветно. Зашто ова го кажувам? Затоа што безбедносната ситуација, таа не е статична. Таа се менува. Значи, може и да се подобрува, може и да се влошува. Токму е затоа исклучително важно факторите на државно ниво да ја проценуваат темелно и квалитетно и врз основа на утврдените факти да преземаат конкретни чекори. Дипломатски, безбедносни, воени, економски, финансиски, зависно од суштината на самата проблематика. И токму заради тоа, исклучително е важно навременото и квалитетното поставување на државните институции на Република Македонија, зашто тоа е државно прашање. Тоа не се партиски прашање. Ме разбирате? Друго е што учествуваат тука припадници на партии, лидери, членови на раководство. Но суштината на прашањето се однесува на виталните државни интереси на Република Македонија. И тоа мора да се има во вид не само во однос на ова конкретно прашање, на сите прашања врзани за безбедноста на Република Македонија. И тоа требаше да се има во вид уште од 1991 година, не само сега. И затоа што прашувате, тоа не се никакви нови тези, тоа се стари тези со децении и децении наназад. Но мора надлежните државни институции, сите државни раководители да бидат на ниво на задачата да оценат опасното од загрозување на виталните интереси во случајов на Република Македонија и македонската нација. Освен ова што професорот Батковски го дефинира како директно мешање во внатрешните работи на една земја, јас ќе споменам уште неколку нелогичности или недоследности во овој процес на што се случува после изборите во Македонија од 11 декември и во тој контекст на некој начин се допира до безбедноста на државата. Значи, освен она што е нелогично да се подпишува платформа во соседна држава и да таа се поставува како услов за формирање на влада во Македонија, дали на некој начин и граѓаните кои гласаа за извештајот на Прибе, за спроведување на правото, не се на некој начин изманипулирани со тоа што после тоа им се подметнува некаква платформа. Граѓаните не гласаа за таа платформа пред изборите. Таа платформа се појави после 11 декември, се потпиша во друга држава и сега се нуди како база за формирање на влада. Освен тоа, процесот пак се води крајно нетранспарентно. Граѓаните немаат доволно информации што се договараат две од партиите или повеќето од партиите и што од тоа договореното ќе се спроведува. Во таа смисла слушаме изјави дека нешто ќе биде спроведувано во фази, дека нема да се чепка во уставот, но не знаеме. Слушаме деновиве конкретно
Ки имали двојазичност на банкнотите, ки имали двојазичност на патните знаци. Каков е вашиот коментар во однос на ова, професор Стојановски? Значи, вашите размислувања во еден дел поттекнуваат на упатени до мене, на некој начин представуваат замка да влезам во комуникација и да коментирам шпекулации. Во тој дел, мислам дека е добро партиите сами да си ги расчистат работите или состојбите кои што ги имаат пред себе, но она што е битно, повторно упатува на државните институции и на државниот апарат, кој што треба да биде професионален, да биде аналитичен и на заканите да реагира соодветно, реципрочно, на начин на кој што ќе се обиде да укаже и државата да биде таа која што ќе ги каже своите позиции во однос на платформата, во однос на разговорите, во однос можеби и на некои други моменти кои што не може да се дефинираат, меѓутоа се чувствуваат. Заради тоа целата ситуација е битно да се однесе и да функционира преку институциите, преку државните структури и органи. Дали и во кој дел овие состојби може да се поврзуваат со некои сценарија, со некои прашања, состојби и така натаму, нека го расчистат тоа во моментот партиите меѓу себе. Но се согласувам дека и во иднина ќе има состојби кои што може да влијаат на безбедност на државата. Може директно или индиректно да упатуваат на некои странски интереси и во тој дел е многу битно тие да се проценуваат и соодветно државата да реагира на нив. Партиите се тука за да се борат за власт, да ги убедат граѓаните, меѓутоа од друга страна граѓаните се тие кои што судат за она што им го сугерираат партиите и за начинот како тоа го остваруваат. Многу е битно ако заканите или опасностите спрема Република Македонија бидат перцепирани и за тоа слушнеме од државата со аргументи. Немав намера да ви поставам замка за да влетате во коментар на шпекулации, затоа веќе прашам директно. Професорот Батковски се изјасни дека платформата подпишана во Тирана од албанските политички партии во Македонија го смета за директно мешање. Вие како го толкувате тоа? Како вие ја доживувате платформата? Да, како ја чувствувам јас таа состојба. Значи, станува збор за активности кои што се перцепирани како негативна порака кон Република Македонија. И во тој дел е многу битно ако Република Македонија одговореше на тие состојби преку државните институции. Во оваа ситуација, јас исто така се согласувам дека нема некој друг фактор од надвор кој што повеќе ќе се грижи или ќе настојува да ги држи под контрола состојбите, вклучително и безбедносната состојба во Република Македонија. И тука може, меѓутоа и не мора да очекуваме некој став, некој коментар од Европската Унија, од Европската комисија. Така што ова се состојби кои што имаат своја генеза, кои што се осетливи, кои што задираат во одредени национални интереси на Република Македонија и сигурно дека тоа можеше многу поинаку да се направи, да не се создадат вакви претпоставки. Меѓутоа тоа е направено. И како сега во оваа ситуација да се одговори на тоа? Сигурно дека вака како што е испорачено барањето преку платформата не е среќно, не е едноставно не е направено на соодветен начин. И сигурно дека на тоа треба да се реагира. Како? Преку државните институции. Еве, во недостиг на доволно информации, за да не ве провоцирам да коментирате шпекулации, уште едно конкретно прашање. Опозицијскиот СДСМ со години наназад го уриваше режимот на ВМРО и на ДУИ, обвинувајќи ги раководствата на двете партии за криминали. Како сега би владеела со едната од нив? Или криминалот не познава боја, националност, партија, или пак вечен е само интересот? Значи, дали е хипотетичко ова прашање или е конкретно? Не, ова е прашање кое што заслужува и внимание и одговор. Да. Меѓутоа, проблем Македонија е што во изминатите 25 години, 26 години од независноста, едноставно имаме политички структури кои што во добар дел во своето владење покажуваат и многу слабости. И какво е решението? Политичките партии ќе продолжат да функционираат. Едноставно
Тоа е иднината или судбината на Македонија и на секоја држава која што се определила за повеќе партиски систем. Меѓутоа, проблем е прашањето кое што го поставивте на почетокот, првото прашање, владењето на правото. Какви се потенцијалите или капацитетите на државата да го спроведува законот на професионален начин, ефикасно, докрај, и во тој дел како ќе се справува со корупцијата или со лошото владење од политичките елити во изминатиот период. И тука немате влада која што може да ја минувате од тој дел. Почнувајќи од 1991 година па наваму, начинот на кој што е спроведена приватизацијата и особено состојбите со, би рекол, селективно спроведување на правото или на законот во последните години. Така што алтернативата ви е враќање кон она што го пишува во книгите и следење на чекорите кои што произлегуваат од прашањето беше конкретно како тоа ќе го спроведат сега СДСМ и ДУИ. ДУИ беше едниот партнер во власта на таа криминална и режимска влада на ВМРО-ДПМН. Јас не можам да ви дадам рецепт како ќе го спроведат. Меѓутоа за тоа како ќе го спроведуваат ќе оцени народот тогаш кога ќе има можност тоа да го направи. Професоре Батковски, што мислите вие? Сега ќе влегуваме во политичка расправа. Меѓутоа, дуи еден интересен одговор даде на вашето прашање. Ние ќе ја поддржиме евентуално владата, но нема да влеземе во владата. Тако беше одговорот. Значи, нема да влезат во владата евентуално. Но тогаш одиме на она што е можеби уште поважно од борбата против криминалот и владењето на правото. Тогаш е она суштината на државата. Дали во битката против криминалот ќе ја загубиме државата е прашањето? Не, вака сега да завршам мислата само. Повелете. Значи, во политиката имате она што го кажавте, тоа е британска изрека стара, дека се вечни само интересите. Но тука се отвора прашањето кои и какви интереси. Тоа е суштината. Интереси има разни, ме разбирате. Според тоа, во случајов, она што како парола се вика борба против криминал, тоа е нешто што е недвосмислено, било која влада да е, праша. Но борбата против криминал не опфаќа само пароли. Јас сум противник на пароли, повеќе пати сум го истакнал. Туку е прашање на конкретна работа на надлежните институции. Ме разбирате? Постапување согласно кривичниот закон, од страна на полицијата во криминалистички обработки, од страна на безбедносно-разузнавачката служба во безбедносно-контраразузнавачки разработки и гонење на сторители на субверзивна активност во случајов против Република Македонија. Потоа, обвинителството си има своја задача да си поднесува обвинителни акти, а судот да суди. Значи, тука не се потребни пароли. Без разлика кој ќе биде начело на влада и кои партии ќе ја составуваат владата, околу овие работи не смее да има дискусија. Без разлика зошто и како ја формирале. Да се разбереме тука, да направиме една дистинкција. Затоа што, од друга страна, кога ова го се спомнува, не треба да се заборави. Многу држави во Европа имаат страшно висока стапка на криминал. Па се членки и на НАТО и на Европската унија. Албанија е центар на производство на марихуана во Европа. Еден од најголемите центри на производство во светот. Нашиот западен сосед член на НАТО. Во светот, па е членка на НАТО, ме разбирате. Бар ние што сме во безбедноста, тоа добро го знаеме. Но, во случајов овде станува збор за државни интереси и мора да се води грижа за државните интереси. Затоа јас кажав, партискиот интерес е до она ниво додека партиите се борат за одредена власт. Но, кога ќе дојдат, тие остваруваат државен интерес. И тука степенот на одговорност кај секој лидер и кај сите членови на раководство на одредени партии мора да е многу висок. Значи, степенот мора да е висок. Тоа ми се чини прилично се заборава во нашава држава. Не само сега, туку многу овие децении наназад. И заради тоа одредени проблеми испаѓа дека наеднаш се појавиле, што не е точно, тие се појавиле порано, но надлежните треба да си направат навремена проценка. Тоа го повторувам многу пати, затоа што е суштинско прашање. Колку една држава е сериозна, се гледа по тоа колку ги одредува своите витални интереси реално. И второ, колку реално ги проценува загрозувањата, актуелни и потенцијални, на сопствената држава. Тука се гледа сериозноста на секоја држава. И затоа јас ви спомнав. Ништо овде ново не се случува. Ме разбирате, за сите, бар ние што сме добри познавачи и што сме укажувале на сиве овие
проблеми. Не се работи за нови проблеми. Se работи само за проблеми кои се реконзервираат и сега се ставаат во нова актуелна матрица, се разбира, матрица на втората деценија на 20. век, во која сите оние субјекти на тие загрозувања си имаат своји странски спонзори. Ајде да го потребам сега тој збор. Знаете, вие во историјата секојаш некоја голема сила стоела зад одредени експанзионистички барања. Така било порано, така е сега, така ќе биде и во иднина. И во таа смисла, во оваа констелација што имаме, мора и државното раководство на Република Македонија многу сериозно да ги одреди тие витални интереси и носителите на можните загрозувања, зашто само на тој начин може државнички навремено и ефикасно да се одговори. И овие збиднувања што се во нашата околина и во регионот, мора многу сериозно да се разработат, да се проанализираат, многу сериозно. Исто така избиднувањата во Сирија и Ирак, бидејќи се рефлектираат врз Република Македонија. Во одговорот на претходното прашање допревме до она што сакам да го поставам како тема понатаму, па и до мигрантите и за улогата на странските разузнавачки служби во кризата во Македонија. Почитувани гледачи, вие гледате Око на ТВ Нова. Куса пауза за реклами, па продолжуваме со професорите Стојановски и Батковски. Спомнавме неколку регионални балкански политичари, британски разузнавачи и американски конгресмени. Ако овие изјави се свесно или несвесно дадени како обид да се оцрни Македонија, да се негира постоењето на незиното име, народ, јазик или црква, ако сакате дури, моето следно прашање е каква е улогата на странските разузнавачки тајни служби во Македонија? Колку се тие моќни и колку нивното мешетарење придонесува во овие обиди да се креира нестабилност? Професор Стојановски, повелете. Знаете, тоа е состојба која што постоела откако постои државата. И денес сето тоа се случува во некои современи облици, каде што странските разузнавачки служби имаат за цел да дојдат до одредени информации кои што ќе им бидат од интерес на нивните политички елити. За разлика од порано, тоа денес се прави на поинаков начин, каде што информатиката и технологијата овозможува да се доаѓа до информации кои што, ако квалитетно се соберат, се анализираат пред се од отворени извори, тие се сосема доволни за да се направи профил на интересот или на прашањето кое што е битно за конкретна разузнавачка служба. Секако дека моćните држави имаат и моćни разузнавачки служби. Во еден дел имаме и мали држави кои што имаат своја традиција, имаат моćни разузнавачки служби. Така што Балканот, досега говоревме, токму поради отворените прашања кои што во континуитет постојат, се е извонредно актуелен, важен и како извор на можни загрозувања и во еден дел можеби и како географски регион кој што може да придонесе за одредени безбедностни прашања во рамки на самиот регион. Така што, она што е битно за Република Македонија е што повеќе да се интегрира во меѓународните организации кои што овозможуваат размена, собирање на информации и користење на тие информации. И тоа се пред се институциите од калибарот на европските агенции, кон кои што цели Република Македонија, и секако дека во тој правец треба да се размислува за партнерски пристап и учество во, би рекол, тие регионални или колективни безбедностни системи. Од друга страна, државата исто така мора да инвестира во своите потенцијали за да одговори на предизвиците и пред се во идентификување на интересот на странските разузнавачки служби и соодветно да настапи во едноставно нивно покривање. Професор Батковски, имаат нашите безбедностни служби сознанија колку странски тајни служби постојано или привремено оперираат на територијата на Македонија? А тоа е прашање за безбедносно-разузнавачката сфера кај нас директно, но основно е, индиректно ќе одговорам и на тоа прашање. Значи, за да видите како ќе работи разузнавачка служба на една држава, треба да ги осознаете виталните интереси на државата за која станува збор на дадениот простор.
Значи, разузнавачката служба ги исполнува стратегиските цели и интереси поставени од дотичната држава на која припаѓа. Според тоа, Балканот бил и е се уште исклучително интересен од неколку причини. Првата е што НАТО сака овој простор да го стави адакт од свој аспект, затоа што се ангажира не сега, значи тоа е веќе повеќе години наназад, на евроазискиот дел спрема Сибир, знаете. И сириско-ирачкото жариште е во тој контекст. Значи, секој пакт сака во својата позадина да има мирна состојба, средена состојба, да не се занимава со проблемот. Тој аспект е сосема разбирливо настојувањето на НАТО да да употребам таков збор, што побрзо среди состојбата во ова територија што ја нарекоја Западен Балкан. Тоа е нов назив сега од Западот за овие држави на Балканот, во кој влегува и Република Македонија. Значи, чисто од воен аспект, сака што побрзо да се среди тука ситуацијата, за да има мирен фронт спрема Азија. Бидејќи тука ќе се водат во 21. век и се водат веќе, почна битката за Евроазија. Од друга страна, тука се спротивставените ставови со Русија. Затоа што да не заборавиме, линијата Балтичко море, Црно море е многу близко до Република Македонија. И званичните руски државници изјавуваат дека никогаш досега односите меѓу Русија и Соединетите американски држави не биле на толку ниско ниво. Тоа е еден исклучително важен факт. Од трета страна, веќе почна истоварувањето на значајни контингенти на НАТО пактот на линијата спрема Русија. Значи, дојдеме до прашањето дали ни престои Третата светска војна? Црно море, не, само да ја завршам мислата во контекст на Македонија, тука во Македонија па ќе отидеме во таа смисла. Знаете, на големите сили им се брза да средат што побрзо ситуацијата, да имаат мирен грб, што е сосема и логично од военно-стратешки аспект. Од друга страна пак, тоа треба и нашите фактори добро да го знаат дека може да доведе до некои брзи потези во случај и спрема Република Македонија, на кои Република Македонија мора да биде подготвена. Затоа јас кога кажувам дека треба што побрзо да се ажурираат безбедносните и разузнавачките проценки, тоа не е само речено како документи да се ажурираат. Не, суштински да се согледаат сите можни последици. Затоа што големите сили размислуваат од аспект на својот интерес, не од интересот на помалите држави, да бидеме тука јасни. Но, тоа не значи дека помалата држава не треба да се бори за својот интерес, се разбираме, и добро да се постави од аспект на директните загрозувања, ние од аспект на добро позиционирање за да се обезбеди својата безбедност на подолги стази. А тоа значи пред се точно идентификување на точките на опасност, субјектите на загрозувањето, нивните методи и средства, и на тој начин да изврши анализа на собствените средства и сили и реални можности навремено да се спротистави. Тука мора да се користи страшно принципот на реалност, на објективност. Секоја мала, поголема грешка може да доведе дури и до катастрофални последици по безбедноста на државата, вклучително и на Република Македонија. И затоа потенцирам, ниедно загрозување не доаѓа наеднаш, ниту доаѓа случајно. Треба да се направат исклучително квалитетни и темелни анализи и при тоа реално да се одредат нашите можности со силите и средствата да се спротивставиме на тие загрозувања. Но тоа е врзано со факторот време. Мора да се прави многу квалитетно, многу брзо и многу ефикасно. Во безбедноста е исклучително важен зборот ефикасност. Како во шакот, знаете, еден потез не е исто ефикасен во разна фаза на шаковската партија. Во безбедноста е тоа исклучително важно, имајќи ги посебно искуствата од последниве 15 години. Вие видовте дека огромни држави со огромни потенцијали буквално беа збришани во смисла на нивниот безбедносно-разузнавачки систем. Либија, Ирак, Сирија. Тоа се огромни држави во однос на нашава држава. И територијално, и според број на население, и според економските капацитети и потенцијали. Затоа, значи, од тој аспект, секогаш безбедносно ситуацијата мора да се гледа многу сериозно.
и навреме да се преземаат потребните потези. А сосема нормално, разузнавачките служби ги спроведуваат стратегиските цели на собствените држави. Ние не можеме да очекуваме дека не ќе имаат интерес. Но прашањето за Македонија обратно јас би го поставил. Колку нашиот безбедносен систем навремено ги открива, следи, документира и спречува сите акти на под наводници речам агресија, значи не само невоена агресија, туку и разузнавачка агресија, и ги спречува навремено во однос на заштита на државните, односно виталните интереси на Република Македонија. Тоа е клучното прашање. Колку се создава тој безбедносен имунитет, колку квалитетно. Во контекст на она што го спомнавте, НАТО и односно односите на САД и Русија на најниско можно ниво досега, би сакал уште 10 минути да поспоруваме и за следната потенцијална мигрантска криза, бегалска криза која и предстои на Европа во тој контекст и на Македонија, но претходно едно прашање. Трамп во едно интервју за германски Билд рече дека НАТО е демоде, а ЕУ неважна. Тоа беше веднаш по неговата инаугурација, а Стратфор агенцијата направи анализа во која предвиде дека САД и ЕУ ќе се судрат на Балканот. САД и Европската унија, САД и НАТО и Европската унија од една и Русија од друга страна ќе се судрат на Балканот. Куса елаборација нова, бидејќи имаме уште 10 минути за мигрантите. Професоре Стојановски, професоре Батковски. Деновиве слушаме дека председателот Трамп и дава максимална поддршка на НАТО организацијата. Значи, не секогаш она што е кажано во период на предизборни активности, значи и став кој што останува и потоа. Имајќи во предвид каква е НАТО структурата и какви се очекувањата од НАТО, денес мислам дека нема да најдете поголем поддржувач на НАТО од самиот председател Трамп. Така што тоа се состојби кои што на тој начин и треба да се перцепираат. Во однос на Балканот не треба многу да се размислува или да се истражува и да се дојде до оценката дека како регион е извонредно интересен и дека имајќи во предвид какви се настапите на големите сили, особено настапот за превласт, многу од тие случувања всушност се случуваат и во самиот балкански регион. Така што побрзата интеграција на земјите од регионот во Европската унија, во структурите на Европската унија, во НАТО, ќе значи и стабилизација. Дали и кога тоа ќе се случи е прашање за кое што може да дебатираме. Имате нешто кусо да додадете? Не, видете, свете американски држави и Русија се веќе судрени на Балканот, само не се воено судрени. Ме разбирате? А во поглед на нивните интереси, тоа си постои. Да не имаме илузија. Се разбираме, само нема воен судир. Друго е прашањето кога зборувате НАТО, секојаш, како се вели, читај Соединените американски држави. Значи 90% НАТО е со Соединените американски држави. Да бидеме реални. И во таа смисла, тие судири ќе продолжат и натаму. Гледате, вие од една страна имате многу залагања за мир, така? За мир, за демократија, подобар живот и така натаму, а потенцијалите воени само се зголемуваат. И што уште полошо, се истовараат веќе контингенти во Романија, во Полска, а сигурно следно ќе биде Бургас. Другото големо жариште, кое сега се подгрева, фигурат новинарски, да кажам се подгрева, тенџерето се подгрева, е Црното море. Сите малку кои повеќе знаеме безбедност, да не зборам за колегите од воената област, тие знаат какви контингенти се сконцентрисани на испрема Црното море. Тоа е тука. Од ракетно-нуклеарни до конвенционални. Според тоа, тука се подготвува новото жариште. Сирија и Ирак се многу близо. Турција веќе вие на таа линија, што би рекол Кери, на огно, таа веќе влезена, таа има вонредна состојба, натрешна, многу тешка. А директно е на овој фронт. Многу директно е на овој фронт. Така што ситуацијата е многу сложена. Штом се истовараат нови контингенти, оклопни контингенти, се поставуваат ракетни лансери.
Ние не знаеме со какви боеви глави, тоа не се кажува, тоа е тајна на едната и на другата страна. Но знаете сега потенцијалите ракетни колку се поголеми во однос на бомбите што беа изфрлени над или биле изфрлени над Хирошима и Нагасаки по 20 килотони. Сега имате 1000 пати посилни оружја. Значи, судирот постои, Балканот е директно во таа зона, вклучително и Република Македонија, и во таа смисла е и многу интензивното делување на разузнавачките служби. Реков да нема никаква илузија во таа смисла. Апсолутно. Во овој контекст уште едно прашање. Колку е опасноста од нова голема регионална или и можеби трета светска војна известна? Тоа прашање се поставува од 1945 година навам. Затоа и биле формирани Обединетите нации да се спречи третата светска војна. Насоката е одржување на светскиот мир и безбедност. Тоа е основната задача на Обединетите нации. Никој не може да предвиди со голема прецизност. Со голема прецизност може да предвидат тие кои ги знаат точните арсенали, нивната поставеност и конкретните планови и намери на големите сили кои ги поседуваат овие арсенали. Но самото постоење, затоа ви кажав, вие како новинари добро следите. Следете ги синтагмите политички од една страна, од друга следете ја стварност. 50 години се зборува нели за разоружување во Обединетите нации. На 50, како 50 години? 50 години се зборува да се смали трката во вооружување или да се запре. Наспроти тоа, најсилните фирми и во Соединетите американски држави и во Русија во случајов се оние кои произведуваат оружје. Тоа е една работа. Видете ги показателите, ќе видите. Да го споменеме Трамп, кој е, бидејќи е бизнисмен добар и успешен, е многу директен. И тоа затоа во дипломатијата внесува големи проблеми. Тој не е дипломат. Меѓутоа, видовте, меѓу првите чекори што ги презеде, побара и ќе добие сигурно зголемување на воениот буџет за околу 55 милиарди долари. И дека, нели, даде задача, во никој случај Соединетите американски држави не смеат да заостанат во трката во ракетното вооружување. Треба да предничат. Професор, значи многу интересна оваа елаборација, но за жал времето полека истекува. Сакав уште неколку прашања за мигрантите, ќе можам да поставам само едно и едно прашање за крај. Слушнавме деновиве дека на јужниот брег и на југоисточниот брег на Медитеранот околу 1 милион бегалци се проценува дека чекаат погоден момент да тргнат кон Европа во потрага по подобар или помирен живот. Во овој контекст колку е тоа представува, би можело да ни се повтори оној сериозен бегалски бран од минатата година и колку тоа во овие услови на истрошени од кондиција македонски безбедносни органи и институции поради 2,5 годишната политичка криза, Македонија е подготвена да одговори барем онолку успешно како лани. Па јас не би рекол дека се истрошени потенцијалите на безбедносните органи. Тие се ангажирани, тие ги спроведуваат законите и секако дека тоа значи повлекување на одредени економски ресурси. Меѓутоа, добрата страна е што се извежбани и на некој начин веќе имаат знаење како да се справуваат со вакви, би рекол, оштри миграцијски бранови ако повторно се јават. Од друга страна, секако дека ризикот е конкретен и со затоплувањето секако дека опасноста од миграцијските бранови ќе биде пореална и поверојатна. Меѓутоа имаме Европската унија која што во првиот момент се соочи неподготвена со овој проблем. Говорам за 2015 година и периодот потоа. И во тој период исто така и во Европската унија се активираа механизмите кои што се занимаваат со миграцијски прашања и кои што имаат задача да понудат конкретни одговори, конкретни механизми кои што ќе бидат поефикасни во евентуално идните предизвици. Она што е важно за Република Македонија е дека таа се наоѓа на Балканскиот пат, по кој што се случуваше една, можеби, најинтензивна рута, иако идентификувани се всушност 5 главни рути по кои што миграцијските текови се случуваат. Да, но беше интензивна фреквенцијата тука. Да, меѓутоа, во оној период кога Европската унија и НАТО се ангажира да ги покријат
криумчарските канали во Средоземното море, тогаш всушност дојде до експанзија на миграцијската рута преку Турција, Грција, Македонија и северно Србија, во еден период кон Унгарија, до поставување на бариерите, а потоа преку Хрватска, Словенија, кон земјите на Европската Унија. Значи, тоа е зошто се активираше овој правец, од причина што копнената рута е најефикасна за мигрантите, најефтина и на некој начин нудеше можност дека во таа неподготвеност на Европа многу полесно може да се стигне до земјите кои што беа цел на мигрантите и на бегалците. И секако и на криумчарите. Во една, значи, многу лекции се научени, меѓутоа Европа не најде одговори за сите механизми. При крајот на минатата година беше промовирана Европската гранична служба, што е нов сегмент за кој што се уште немаме информации колку ефикасно ќе може да влие, иако нејзината промоција се случи на границите меѓу Бугарија и Грција во тој период. Деновиве слушаме за промоција на нов механизам од страна на Европската Унија. Тоа е времено воведување на визниот режим, ако постојат индикатори, ако државите кои што не се членки на Европската Унија неефикасно се справуваат со проблемот со мигрантите и уште повеќе ако самите се дел од проблемот на тие миграцијски предсеекономски текови кон земјите на Европската Унија. Така што опасноста е реална, меѓутоа претпоставам дека во еден дел има научени лекции кои што ќе може да се употребат, иако проблемот е сериозен. Проблемот во добар дел и досега, меѓутоа и понатаму ќе се судира помеѓу човечкиот и безбедносниот аспект. Во тој дел државите кои што ќе се соочуваат со проблемот ќе бараат решение како првично да се справат со безбедносните ризици и останува до нив за тоа колку ги имаат развиено капацитетите балансирано да овозможат и заштита на човечките суштества на кои што им е неопходна таа меѓународна заштита и секако да го остварат безбедносниот сегмент, односно да превенираат кривични дела од областа на организираниот криминал и секако на тероризмот. Мораме да завршуваме, но уште едно прашање за двајцата, еднакво и ве молам за многу кус и прецизен одговор. Како врвни интелектуалци ве прашувам, академски граѓани, универзитетски професори, дали ако воведувањето на албанскиот јазик како втор службен јазик се случи, тоа значи чекор кон редефинирање на државата во иднина? Повелете, професоре Батковски, кратко. Апсолутно, тоа е против уставот. Имаме ни уставно решение сега. Се разбираме. А уставот може да се мени само со одлука на Собранието на Македонија со двотретинско мнозинство. Не, прашањето беше не дали е противуставно, дали е чекор кон редефинирање на оваа држава ваква каква што е. Па секако е чекор кон редефинирање, без никаква дискусија. Професор Стојановски, дали поведување на втор ја загрозува унитарноста на државата? Решенијата во однос на албанскиот јазик единствено мора да биде во рамките на уставот и на начин на кој што нашите творци на уставот едноставно треба да ни дадат објаснување, да не едуцираат во тој дел. И не само албанскиот. Службен јазик е македонскиот, се разбираме, официјален на целата територија. Чи било кој друг јазик, не само албанскиот, не се свати сега. Сега се зборува за тоа е барањето од платформата. Да бидеме принципиелни. Значи, станува збор за, и реков, тоа е прашање државничко. Тоа е прашање кое се решава на ниво на држава. Оваа мултиетничка и мултикултурна Македонија може да постои само еден службен јазик, веројатно тоа е поентата. Видите, секоја држава се одредува со својот устав. Но место каде што тоа се одредува е собранието, односно конгресот, односно саборот, зависно како скупштината, како ќе се вика. Тоа е таму место. И таму треба да се постави, ако веќе се поставува, ова прашање. Тоа прашање не може да биде прашање, тоа сакам да кажам, на меѓупартиски договор. Да бидеме јасни. Има прашање што може да се решаваат со меѓупартиски договор, но има прашање што се прашање на нашето собрание, а не на партиите. Дали се разбираме? Тоа е клучно прашање, зашто утре може да се јават многу разни меѓупартиски договори. Не само овој. Може многу разни меѓупартиски договори. Но кога тоа задира во прашањето на државата, за тие прашања е компетентно само Собранието на Република Македонија во утврдена процедура. Тоа е
излезното решение. Значи, што помалку толкувања кои што ќе ги даваме, едноставно вистинското место за разговор и за носење одлуки е собранието. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме идната недела во 2. Пријатно. Ви благодариме и вам. Благодариме.